Екс-градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски по завршувањето на својот мандат се врати во кардиолошкиот завод Свети Стефан, но на негово изненадување, актуелната директорка Гордана Доневска го прераспределила од салата за интервенции на срце во оделението за срцеви аритмии, кое што е најниско оделение по хиерархија, каде што се вршат кардиолошки прегледи. Позицијата што е добил Бакрачевски е на ниво на медицинска сестра. Дознаваме дека директорката на заводот не се ни сретнала со доктор Бакрачевски за лично да му го врачи решението за прераспределба. Нема да ги коментирам одлуките на директорката, но сакам да кажам дека јас како професионалец немам предрасуди да вршам било какви професионални обврски на било која позиција. Сум се обучил на сите можни позиции, па и во делот на аритмии, и ништо не ми смета и напротив, сето тоа го работам со љубов, вели во телефонската изјава доктор Бакрачевски. Покрај мојата позиција како генерален менеджер на болницата и како раководител директор, сум држал и амбуланта, сум дежурал, сум бил приправен, сум доаѓал на болници и пак е нагласам сето тоа со огромно задоволство. Сакам на сите да им кажам дека тоа го правам од секогаш, го правам и сега и ќе биде така секогаш и во иднина. Мојата определба за кардиологија е трајна, како што е трајна и определбата за постојано усовршување, континуирано едуцирање и усвојување на нови процедури. И тоа никогаш нема да се промени. Јас знам каде е моето место, каде што би бил најкорисен, најкомпетентен и од најголема помош за институцијата и за пациентите. Веројатно, другите не мислат така и тоа е нивно право. Но ќе повторам, тоа не би сакал да го коментирам. По информацијата дека Бакрачевски е прераспределен, дополнителен револт предизвика веста дека директорката на кардиолошкиот завод пред 3 недели го унапредила нејзиниот сопруг како раководител на болничкиот сектор, што практично е втора највисока функција во болницата. Предходно, сопругот на актуелната директорка, доктор Зоран Доневски, имал функција на доктор во амбуланта, кој што вршел прегледи на пациенти, а сега одлучува за клучни работи во болницата. Овие новини од заводот ја кренаа јавноста на нозе. Социјалните мрежи преплавени од коментари на граѓани и интелектуалци кои бараат одговор од директорката, но и даваат поддршка за Бакрачевски. Еден од основачите на СДСМ во Охрид, угледен адвокат и политички аналитичар Владо Чинговски, јавно искажа поддршка за Бакрачевски. Тој на својот профил на Facebook напиша: не смееме да дозволиме стручњак како Бакрачевски да го изгубиме. Крајно, ние го поставивме да ја формира интервентната кардиохирургија, а тој тоа го направи успешно, но очигледно, зафатени со решавањето на горливото прашање за пратеничките патни трошоци и функции, за кои не ни сонувале дека во нивниот живот може да ги добијат, чувството на моќ и права кои што ги имаат добиено за решавање на кадровски прашања од страна на централната власт, а со тоа добивање на значење ја имаат изгубено врската со реалноста, пишува Чинговски. Покрај граѓаните и стручната јавност со реакции на одлуката на Гордана Доневска, јавно искажа и сите председатели на партиот Охрид, меѓу кои и коалиционите партнери на СДСМ. Реагираше и Дејан Блажевски, председател на ЛДП Охрид, Ванчо Костовски, председател на ВМРО Народна партија Охрид. Одговорност и повлекување на оваа скандалозна одлука побара и од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. СДС и директорката на јавната здравствена установа Кардиолошки завод Свети Стефан Гордана Доневска веднаш јавно да се извини на доктор Никола Бакрачевски и да ја повлече наложената скандалозна одлука, се вели во соопштението од Општинскиот комитет. Инаку да подсетиме, доктор Никола Бакрачевски е признаен во светот, а при тоа и првиот човек што ја воведе интервентната кардиологија во Охрид, која што беше прва интервентна кардиологија надвор од Скопје. Ги воведе сите процедури кои сега се применуваат во кардиолошкиот завод и со тоа го направи реномирана и светски призната болница, каде што доаѓаат и најголемите докторски имиња од Европа.